Ми причинува задоволство што можам и вечерва да ве поздравам, драги присутни, и да ви посакам топло добре дојде. Посебно на некои вечер ни се придружија да бидат дел од овие случувања, од оваа серија на библиски предавања Тајна на Божјата драма. Еве, вечерва ќе формираме четвртата алка во Ној Синџир, како што рековме, од 8, односно 9 предавања. Синоќа, вие кои бевте, зборувавме за Божјото решение за гревот. Претходната вечер на другата зборувавме како Адам и Ева влегле во калта, во глибот на гревот, но Бог не ги оставил таму. Бог пронашол решение, им понудил рака, им понудил мост, а преку тоа тој ни нуди и нам денеска рака, спасение и вечен живот. Рековме дека смртта е последица на гревот. Ова смрт што денеска се случува на оваа земја е привремена, со временски карактер, вели Библијата, и затоа сите наши покојни еден ден, кои со вера заспале или отишле на починок, Бог ќе ги врати, односно ќе ги воскресне. Ајде вечерва да одиме еден чекор понатаму. И вечерва, почитувани, предмет на нашето проучување ќе биде токму од Библијата. Значи, сите наши текстови ние ќе ги базираме на Светото писмо. Вечерва би сакал да зборуваме за јазикот со кој Бог зборува. Тој јазик сите ние го разбираме. Ако заминете во странство, во Германија, во Англија или на исток, а не ги познавате тие јазици, многу е тешко да се разберете со тамошните луѓе. Меѓутоа, интересно, Бог има јазик кој ние сите може да го разбереме. И токму вечерва во ова предавање ќе имаме начин и можност тоа да го разбереме. Библијата вели дека сите погрешија ја изгубија славата Божја. Значи, сите ние сме грешни од самото раѓање. Меѓутоа, како што спомнавме и во претходното проучување, Бог понудил решение. И тоа решение тој го соопштува со својот јазик, а тој јазик, негов јазик или навраќање на вистината ни го открива самото писмо. Библијата зборува на Божјиот јазик кој ние денеска сите можеме да го разбереме. Интересно, синоќа спомнавме дека во текот на историјата се раѓале многу деца, многу луѓе. Бог рекол дека од човекот, од луѓето ќе излезе човек кој ќе истапне на змијата, односно на главата од самата змија. И како се раѓале децата, сите водачи во тоа време мислеле дека тој е водачот. Тоа е детето кој треба да биде лидер и оној спасител. Меѓутоа, сепак Бог решил својот син да го испрати. Својот син да го испрати на оваа земја и тој да го реши проблемот на гревот. Читаме дека нашата слободна волја е многу важен фактор за да излеземе од ова проклетство. Бог нема да делува со сила на тебе и не на мене. Ние мораме самите со својата слободна волја да се определиме и да одлучиме дали ќе му служиме на Господа и на која страна ќе се најдеме. Последна приказна, можеби замислена приказна, во која се вели дека во една пештера, длабоко во една пештера, живееле една заедница на пештерски луѓе. Пештерата била влажна, полна со тежок воздух, поприлично студено и темно. Понекогаш од пештерата можело да се слушне глас: "Доста ми е, студено е, се смрзнувам, ништо не гледам, ме боли." Пак се удрив од зидот. Од време на време се слушале такви гласови од длабочината на таа темна пештера. Еден странец случајно поминувал кршејки гранки и почнал да реди и да пали оган. Запалил оган и пештерските луѓе тоа го приметиле и отеднаш почнале да реагираат. Вакво нешто никогаш не сме виделе. Оваа боли. Бидејќи со месеци, со години живееле во пештерата, а таму било темно и нивните очи биле чувствителни на светлина. И самиот оган кој го запалил овој непознат човек им сметал на нивните очи. Пештерските луѓе ги покрили своите очи и рекле: "Вакво нешто никогаш не сме виделе, оваа боли." Странецот им објаснил дека во почетокот ќе ги боли, но подоцна ќе им биде убаво, зашто сепак светлоста ќе им причинува топлина и светлост во нивните простори. Дојдете поблиску, дојдете да се стоплите, странецот ги поканил. Да се приближиме? Не, благодариме. Ние ќе се останеме и понатаму таму во пештерската дупка. Овој оган
многу боли, рекле пештерските луѓе. Но една од жените решила полека да се приближи до оганот. Во почетокот ги држала рацете пред очите, за да не удара светлоста и топлината во низиното лице, но полека како се привикнувала, ги отворила, ги тргнала рацете и почувствувала топлина. Се доближила и почнала да им вика на низините кои биле подлабоко таму во пештерата: овој човек е во право, навистина е топло, дојдете, ова е многу убаво. Го гледам оганот што човекот ни го донесе, дојдете поблиску, ги повикувала жената останатите луѓе. Низиниот сопруг неколку метри бил оддалечен од неговата жена и рекол: жено, врати се назад. Жената погледнала во странецот и му рекла: дали слушнавте, господине, што кажа мојот сопруг? Тој понатаму сака ние да живееме во влага, во темнина и студенила. А странецот одговорил: Господјо, ваше е вие самите да одлучите. Вие морате самите да донесете одлука што ќе правите со светлоста и топлината што ви ја донесов како помош. Драги присутни, во ова замислена приказна, човекот кој ја повикувал жената да се врати повторно во дупката, во темнината, е сатаната, непријателот човечки. А овој странец е Бог, Исус Христос, кој ни нуди топлина, ни нуди светлина, ни нуди вечен живот. А тој другиот не повикува да се вратиме назад. Што ние ќе сториме? Каква одлука ќе донесеме вечерва? Дали ќе останеме во својата мрачна соба, исполнета со стрес, со маки, со болести, со проблеми и на крајот смрт? Или ќе ја прифатиме понудената рака на странецот на Исус Христос? Значи, во историјата се раѓале многу деца и поединци помислувале дека тие деца ќе бидат оние водачи вистински. Но, на жалост, и тие имале своји проблеми и своји падови во својот живот. Но, еве што се случува, Бог решил да го испрати својот син на ова планета. Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Ова Божја љубов се покажала на Голготскиот крст и затоа секоја година, негде на пролет, христијанскиот свет го прославува Великден како символ, како потсетување на Христовите маки, на Христовиот живот, на Христовото страдање на Голготскиот крст и воскресението на Исуса, кој донел спасение, тоа воскресение, односно самото воскресение представува стапнување на змијата на ѓаволот, на таа стара змија која е символ на сатаната, на нашиот непријател. Може би ќе се прашате зошто е толку важна таа Голгота. Може да отидете денеска во Израел и негде отприлike 2 километри е тоа брдо наречено Костурница или Черепница, кај што во тоа време римјаните ги убивале со раснување на крст своите непријатели. И денес може се пронајдат некои коски, така велат. Значи, тој е денеска обичен рит, нема никаква важност. Но во духовен смисол Голгота и текако има важна мисла и важна потреба е за наша да знаеме што се случило на Голгота, зашто таму се решавала нашата судбина. Таму Исус Христос извојувал победа. Еве што пишува Јован, еден од учениците на Исуса Христа. И како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки. Зошто требало Исус да се издигне? Зарем морал Исус да умре? Зарем немало некој друг начин, друго средство да извојува победа и спасение за нас луѓето? Овде Јован спомнува нешто од Стариот Завет, што се случило стотици години понапред. Нешто Мојсей направил додека израелците патувале 40 години низ пустињата. Вели како што Мојсей подигна змијата во пустињата. Каква змија подигнал Мојсей во пустињата? Па нели рековме синоќа дека змијата е символ на кого? На ѓаволот. Зошто преку змијата сатаната успел да ја прелаже Ева и Адама. Од каде сега овде Мојсей символично зема змија, ја става на крст, на дрво и нешто што представувало лек за израелците. Што се случило? Вие кои сте читале Библијата знаете дека во тоа време, кога патувале израелците низ пустините, често пати биле каснувани од отровници, змии. Немало лек, немало итна помош.
Кој беше бројот на итна помош? Свртете и ќе ви дојде за неколку минути. Таму нема итна помош, нема лекари, нема прва помош. Мојсе не носел торби со завои, со инекции или со некои лекарства за да се спречи смртта на многу луѓе. Меѓутоа Бог рекол, Мојсеј направи нешто што ќе биде многу важно символично. Значи, кога Мојсеј ја кренел змијата на стап врзана, многу израелци си рекле, пак ли змија ни нудиш? Па таа не каснуваше. Па од неа ние умиравме, а сега ни нудиш змија за лекување. Вистина, читаме таму дека израелците лутале 40 години во пустињата. А знаете, во пустињата има доста прашина, доста песок, жешко е и само ако патувате неколку минути пешачење ќе посакате да пиете вода. И затоа овде сега Бог ја зема змијата како символ на Исуса Христа, кој во догледно време ќе биде подигнат на тој крст на Голгота за да донесе спасение. Но ова змија нема отров во себе. Таа нема да каснува, нема да уништува. Туку, еве да го читаме текстот. И направи Мојсеј бакарна змија и ја закачи на стап. И кога некоја змија ќе каснеше некој човек, тој штом ќе ја погледнеше бакарната змија, остануваше жив. Интересно, поради змискиот отров многумина починале, но оние кои барале помош, оние кои со вера ќе погледнале во оваа змија, биле излекувани. Бог ги послушал извиците, молитвите на својот народ. Мојсеј прави змија од бакар. Што се случува овде? Како Бог сега дозволил Мојсеј да ја искористи змијата како символ во кој луѓето ќе гледаат и ќе оздрават? До овој миг рековме, змијата представува Сатана, го представува ѓаволот, гревот, а сега дознаваме нешто друго, нешто извонредно. Во бакарната змија немало отров, ниту во Исус Христос нема отров. Не. Апостол Павле еве што вели. Зашто оној кој не знаеше грев, Бог за нас го направи грев, та преку него, вели овде, да станеме праведност Божја. Во бакарната змија немало отров. Во Христа немало отров. Туку Христос ги понел твоите и моите гревови, твоите и моите болки. И тој ги понел на крстот. И затоа за нас Голгота е многу важна во христијанскиот живот. На Голгота се извојувала битката, односно постигната е битката против сатаната, против нашиот и Божиот непријател. И затоа овде вели, погледнете вие во бакарната змија. Погледнете вие кои сте под сенката на смртта. И најпосле, они кои со вера погледнале во ова бакарна змија, биле излечени, односно спасени од сигурна смрт. Нешто слично, почитувани, се случило и на Голгота. Кога Исус бил подигнат на крстот, тој го примил отровот на смртта. Затоа ние денеска умираме, но не за секогаш. Зашто Христос не откупил со својата смрт, не избавил од онаа втора смрт, која е вечна, од која нема будење, вели Светото писмо. Ние знаеме дека за Исуса Христа постојат повеќе имиња. Исус застанал на главата на сатаната, тој го каснал во петата, ги спасил сите освен себе. Интересно, Исус сите ги спасува, а себе се жртвува. Не сторил грев, но станал грев поради нас. Царот на славата носил трнов венец, кнезот на животот умрел на Голготскиот крст. Може би тоа го гледаме во магла и не можеме целосно да го разбереме. Но еден пример ќе ви раскажам сега и преку тој пример сакам да го доближам Христа до нашите срца вечерва, до нашите мисли, што значи некој да се жртвува за тебе и за мене. Во 1873 година пастор Дамие одлучил да се пресели на островот Молокај. Овој млад пастор не бил задоволен со својата парохија, односно се чувствувал немокен да стори нешто за своите верници во својата парохија. И затоа решил да отиде на островот Молокај во Америка во 19. век. Таму била сместена колонија на губави луѓе.
Замислете, колонија, место, остров, кај што живееле губави луѓе. Од другите градови на Америка ги носеле на тој остров и таму живееле додека не умрат. Овој господин, овој пастор, проповедник, решил да отиде таму. Значи, со брод ги испраќале губавите на тој остров со цел таму да умрат. Кога во 1873 година стигнал на островот, видел луѓе и жени во мизерни услови. Требало да се обезбеди помош за 700 губеви. И тој одлучил таму да остане до крајот на својот живот. Изградил болница, одлучил и да направи црква, и направил црква на вистина. Секој ден ги повикувал луѓето, иако болни, на молитва. Од 1873 година, секој утро, кога стоел пред насобраните луѓе во црквата, ги поздравувал со овие зборови: драги мои пријатели. Така започнувал секоја негова порака, бидејќи верувал дека Бог сака да им упати порака преку него, бидејќи тој сакал да им помогне. Во текот на 12 години, колку престојувал на тој остров, знаете што направил со своите раце? 600 ковчези. Погребал 600 луѓе. Кога болните умирале, од копното испраќале нова група на болни луѓе, на нови губавци и таму биле сместени. На островот постојано имало од 600 до 1000 болни. Тој правил колку што можел да им го олесне животот на овие болесници, на овие луѓе, и да бидат похумани и достоинствени нивните последни денови на живот. Од 1885 година, после 12 година служба, се слушнало звоното. Значи, дошол 1873 и сега 1885 година. Поминале 12 години. Се слуша звоното од црквата. Звоно на узбуна. Знаете, во градот кога има пожар порано, преку звоно камбаните удара побрзо дека нешто хитно се случува во градот. И сега луѓето слушнале звоно на повик да се соберат во црквата. Стариот пастор стоел пред насобраните со насмеано лице, но со солзи во очите. И ја отворил својата уста и рекол: драги мои губавци, и јас сум губав. И тој ја добил таа страшна болест. Од тој миг животот на островот помеѓу губавите почнал да се менува, бидејќи губавите зборувале дека помеѓу нив дошол човек кој можел да ги разбере и да почувствува како се тие чувствуваат. Драги присутни, Исус е тој пастор кој дошол на островот на губавците на оваа земја. Исус е тој Дамие кој го напуштил небото, својот престол и дошол на овој остров, нова планета загадена, инфицирана со гревот, а гревот е најголемата губа. Исус го напуштил небото, дошол на овој остров во универзумот кој е населен со губави луѓе. Тој дошол, тој се поистоветил, тој се изедначил со тебе и со мене. Читавме теист, немаше грев, а беше обвинет како најголем грешник. Тој ги разбрал нашите проблеми, тој ги разбира нашите маки и нашите потешкоти. Бог зборува со јазикот на сите народи и затоа тој не разбира. Сите нас не разбира, ги разбира нашите маки, нашите стресови, нашите проблеми, нашите солзи, тој ги гледа. Преку својот син Бог едноставно ги слуша воздишките на луѓето и одговара на нивните потреби. Тој одговара со збор, а зборот упатува на личноста на Исуса Христа. Еве што вели текстот: но сам себе се понези, земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. И затоа, кога дошле римските војници да го фатат Исуса тамо во Гецеманија, во таа градина кога Јуда го издал, римјаните, односно римските војници не го препознале кој Исус. Зашто Исус бил ист, сличен како и останатите евреи. Дали бил со долга коса, со брада, со нивни долами облечен. Исус бил сличен како и останатите. Еве го текстот. Значи се покажа како човек, сам себе се понези, послушен се до самата смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвиши и му даде име што е над секое име. Та во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно.
Исус е личност која ги обединува сите луѓе од исток, запад, север и југ. Црни, бели, жолти, кафеави. За Исуса се исти. Сите имаме исто потекло. Тече иста крв во нас. Исус не прави разлика на раси, класи и нации. Исус зборува со јазикот на љубовта, на благодата. Исус зборува со нашиот јазик. Интересно, луѓето кои ги преживеале овие заробенички логори и работни логори во Сибир, раскажувале разни приказни, разни настани. Еве еден краток настан. Еден од преживеаните вака вели: логорите биле така организирани, при што оние кои зборувале исти јазик не смеле да бидат во иста просторија, зашто постоела опасност да се договарат и да прават некои трикови да изведуваат. Едноставно ги разбивале во разни соби со различити јазици. Еден од преживеаните кој денес е жив, еве што раскажал една случка. Еден од логорашите починал, умрел, и тој вели: отидовме да ископаме гроб, не собраа од различити соби со различити јазици за да не се разбираме. Но вели, со раце, со нози успеавме да се разбереме сепак и почнавме да копаме гроб. Гробот беше веќе готов. Се собраа многу присутни, а еден стоеше поред гробот. Тој повторуваше: Исус, Исус, Исус. После една минута повторување на Исусовото име, сите знаевме кој стоеше пред гробот. Сите ние од почит кон човекот кој го изговараше името на Исус, ги симнавме нашите капи. Човекот и понатаму го изговараше Исусовото име. Ние еден по еден почнавме да плачеме. Клекнавме, признавајќи дека единствено Исус може да ни избави од логорот како што е овој во Сибир. Гледате, почитувани, кога човекот ќе го допре дното, кога сите врати ќе се затворени во животот, единствено окно, единствена врата или прозорец за излез е Исусовото име. И затоа кога ние ќе се најдеме во нашиот логор духовен на грев, на очајание, на стрес, на маки проблеми, повикајте го името Исус. Тоа е Исус, име кое прави чуда, но мора да покажеме вера. Што кажавме синоќа? Каква вера треба да имаме? Како синапово зрно. Тоа е символично кажено, бидејќи Исус рекол: кога ќе дојдам на земјава, дали ќе најдам вера меѓу луѓето? Ки има богати, ки има сиромасни, ки има богати, ки има здрави и нездрави, секи има. Но Исус знаел дека проблемот ќе биде верата. Денеска, ако застанете на улица и ги прашате луѓето: верувате ли во Бога? 99 ќе ви кажат: веруваме. А од таа точка на гледање, уште едно прашање, ако им покажете, ако им поставите во врска со Библијата, ќе речат: не знам. Во почетокот сите веруваат, но тоа е површно кажено, зашто таа нивна површна вера не се потпира на факти, туку на традиција, на обичај. И затоа ние треба да ја консултираме Библијата. Библијата нека биде таа бусола, тој компас кој ќе не води во нашиот христијански живот, да ја оставиме традицијата, обичаите. Знаете, секој село има свој обичај, секој град. Знаете во Криволак кој е обичајот? Кога ќе почине човек, тука до крстот на гробот му се засадува лоза. И во една прилика јас имав погреб и ги прашувам домакините: зошто засадивте тука? Па вели, кој ќе почине таму да пие. Па велам, тој не пиеше за време на животот, а вие му нудите таму прилика да пие. Тоа вели наш обичај, селски обичај. Проверете, точно е. Значи има разни обичаи. Меѓутоа Библијата ни го трасира вистинскиот пат. Постои само еден пат кој ќе не однесе до Христа, до Бога, а тоа е патот на вистината. Божјето присуство како заеднички јазик. Наистина, како овие логораши не се разбирале, но вели, со раце, со нозе ние се разбравме. Кога било спомнато името Исус, тоа сите го разбрале. Дека единствено само Исус е Спасителот, Исус е оној во кого ние треба сите да веруваме. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си, раката твоја положена над мене. Наистина тоа Давид го кажа. Бог говори еднаш, на еден начин, а потоа на друг, но луѓето не внимаваат. Значи Бог постојано зборува, но ние, како нашите уши да се полни со памук, Бог зборува секојдневно.
кога станавме наутро, прекрасно имаше сонце. И убав ден денес имавме. Но ние понекогаш немаме време да кажеме фала ти Боже за овој ден. Господ ни дава убаво време, убави денови, убаво сонце. Како ние, почитувани, го слушаме Божиот глас во овој 21 век. Денеска сме обкружени со галама. Приметувате млади во автобус, во воз, ставиле оние слушалки и слушат музика. Денеска сите нешто слушаат, но на жалост немат време да го слушаат Господа. Бог ни зборува со јазикот на љубовта. Не само што Библијата е преведена на наш мајчин јазик, туку кога ја читаме, таа Библија ни зборува со нашиот јазик. Зашто овде е потпишан самиот Бог со Божјата милост и Божјата љубов. Бог денеска сака да ни проговори дека ние сме едноставно предмет на Божјата љубов. Пишува во Евангелието спред Матеја: влакната на нашата глава, на нашата коса не се изброени. Бог ги знае врапчињата кои паѓаат од гранките. А камоли вие, вели Бог, кои сте налик на Бога. Ние сме создадени, како што вели Светото писмо, слични сме на Бога и Исус Христос дошол да не спаси нас сите. Затоа, драги присутни, дали ние ќе го разбереме Божиот јазик или не, зависи од нас. Еве овде имаме на сликава неколку имиња на луѓе кои имале свои падови, свои кризи, свои проблеми, но Бог и нив ги сакал, Бог и нив ги погледнал. Ако ја прочитаме Библијата, ќе видиме многу записи, ќе приметиме дека човекот е секогаш во центарот на Божјото внимание. Агара, за вас кои можеби не ја познавате, била слугинка на Аврам и на Сара. Таа служила во домот, меѓутоа се случил некој неспоразум со газдарицата Сара. Не била виновна целосно таа, била и жената на Аврам и самиот Аврам, и едноставно Агара побегнала од тој дом. Била бремена, носела Аврамово дете. Подосна ќе се навратиме повторно. Бог го видел и Јона во стомакот на рибата. Бог го испратил Јона во еден град, а тој бега на друго место. Влегува во брод и заминува сосема спротивно. И Бог предизвикал невреме во тој брод и луѓето кои се возеле во тој брод, главниот рекол: луѓе, ова има Божје проклетство, некој патник е непријател на Бога. Ајде да фрлиме ждреб, коцка. И знаете на кого се паднало? На Јона како патник. Го барале каде е, а тој се сокрил доле во подрумот. И го фрлиле, вели Библијата, Јона во водата. И Бог предизвикал една голема риба, дали е кит, што и да е, го голтнува Јона. 3 дена Јона се вари, се поти, но тој се моли внатре, зашто му било многу жешко. И Бог прави милост кон Јона. Рибата го изфрлува на брегот. Јона се моли, се кај, вели: Боже, сега се ќе направам. Бог, значи, го гледа Јона и во утробата на рибата. Го видел и Филипа кога се молил. Тој е еден честен човек, христијанин, кој сакал да го запознае Бога. Тамо под својата смоква клекнал и се моли на Бога. И Бог и него го видел. Го видел Захеја, чиновник, царинарник. Евреин, работи за римската власт. Но на Бога му се потребни сите. И од овој град, и председателот, и секретарот на собрание, на општинското собрание, и полиција, и било кој, и обичен граѓанин занатлија. Сите сме ние пред Бога важни и вредни. И Бог сите нас не повикува. Захеј сакал да го види Исуса. И се качил на дрво, и тоа било прилика да се сретне, и имал прилика Исуса да го густи во својот дом. Тој ги гледа, почитувани, нашите солзи, нашите успеси, нашите паѓања. И затоа секогаш Бог е со расширени раце подготвен да не прими во неговите преградки. Агара, да се навратиме сега на самата Агара, побегнала од домот на Аврама. И еве што се случува: но ангел Господов ја најде кај изворот во пустината, кај изворот на патот за Сур. Интересно, Бог се вмешал во животот на оваа жена по име Агара. Таа решила да побегне, иако била бремена. Но Бог се вмешал. И што се случува сега?
и рече ангелот Господов: Агаро, слугинко Сараина, значи била слугинка во домот на Сара, од каде доаѓаш и каде одеш? А таа рече: бегам од Сараја, господарката моја. Интересно, Бог вечерва и нас не прашува од каде доаѓаме, каде одиме, кој е нашиот животна цел, која е нашата животна цел, каде одиме, кои проблеми ги имаме, кој терет носиме. Бог сака да знае, иако тој се знае, но тој сака ние да му го кажеме нашиот терет. Интересно, каде одиш и од каде доаѓаш? Бог не сака само да знае кои сме туку, нас не прашува кои проблеми ги имаме. Дали сакаме решение на проблемот, зашто Бог има решение. Интересно, Агара оди во едно место кое се вика патот за Сур. Знаете што значи зборот Сур на еврејски? Значи ѕид. Колку пати ние во нашиот живот сме удриле во својот ѕид. Агара оди по својот пат. Таа мисли дека ќе најде излез, а всушност оди во ѕид. Интересно, но Бог се вмешува. Бог и нуди решение. Сите ние сме понекогаш тврдоглави луѓе, кои често пати одлучуваме исклучиво со својата глава и со таа иста глава удараме во тој ѕид. Тогаш сваќаме дека Бог гледа нешто што ние не го гледаме. Бог гледа и позади зидот на нашиот живот и ни нуди решение. И затоа прашува од каде доаѓаме и каде одиме. Дали одиме во добар правец за да не се удриме повторно во зидот. Одиме понатаму. Но беззаконијата ваши ве разделија од вашиот Бог и гревовите ваши права да се сокрива лицето свое од вас за да не слуша. Гревот почитувани подигнал ѕид помеѓу Бога и нас. И ние понекогаш не може да го видиме Бога од тој ѕид. Секако тој ЗИД не е толку висок Бог да не може да не види, но доволно е висок да не спречи да дојдеме кај Него. Затоа Бог се спушта од небото и доаѓа во ликот на Исуса Христа. Тој ќе се роди, ќе се доближи целосно, ќе се поистовети со човекот, се понизе вели како слуга Исус Христос, доаѓајќи на оваа земја, на оваа планета. Во една фамилија во Америка, синот полагал возечки испит. Во неговиот крај бил обичај секој син кој ќе полага возачки, ќе положи, родителите му давале полове на автомобил, му купувале за да оди на факултет со него. Така еден ден таткото својот син пред еден месец да пред полагањето на возачкиот испит му рекол: сине, ајде малку да се провозиме, да отидеме до плацот на половни автомобили. И отишле таму, гледале, меркале и му се бендисал на синот еден автомобил. Седнале, го пробале, направиле еден круг низ градот и повторно се вратиле на плацот. Синот во наредните денови стално го сонувал тој автомобил и верувал дека еден ден ќе го добие. Таткото ништо не му зборувал, само му се заблагодарил за тој ден што заедно се провозеле и биле до автоплацот. И дошол денот, синот го положил испитот. Добил на високи оценки и се вратил дома. Таа вечер таткото на синот му подарил една прекрасна Библија со кожа, со кожни повес. Му е подарил на синот. Синот кога ја видел Библијата дека наместо автомобил му се подарува Библија, бил бесен. Ја фрлил Библијата, ја оставил таму на масата и нервозен го напуштил семејството и не се вратил со години. Еден ден разбрал дека таткото починал. Решил да се врати. Се вратил дома на погреб. После погребот влегол дома, во истата просторија стоела се уште Библијата, неотворена. Си рекол: ајде уште еднаш да ја земам Библијата и да видам што има внатре. Кога ја отворил, тој внатре нашол чек. Чек со кој можел да купи прекрасна кола, прекрасен автомобил, онака како што тој посакувал. Браќи и сестри, драги пријатели, Бог ни зборува со јазикот на љубовта. Бог ни зборува преку своето слово, преку Библијата, но наше е да ја земеме оваа света книга, да ја читаме. Внатре ќе најдеме чек, внатре ќе најдеме влезница за небесното царство. Ако сакаш да влезеш во небесното царство, земи ја Библијата, читај ја. Немој да бидеш како овој нервозен син. Кога ја добил Библијата, несвесно направил погрешен чекор. Со години талкал по светот,
а Библијата го чекала, односно чекот и автомобилот кој тој го посакувал. Бог сака да ги следиме неговите упатства. Тој сака да го примеме неговиот подарок. Тој сака да го избегнеме својот сур. А што значи се сур? Зид. Да го избегнеме нашиот сур. Зошто да удариме со глава во зид кога има врата да се излеземе нормално? А ние често пати удараме во својот зид. Одеме понатаму. Се враќаме во 1 Мојсеева 16 глава. Ангел Господов пак рече: врати се кај господарката твоја и покори се. Ангелот сега на Агар е вели: Агаро, па ти не си свесна дека удараш во зид. Врати се назад. Покори се, покај се, признај својата грешка, побори милост и врати се назад. Врати се од таму од каде си дошла. Како е тој совет денеска за нас, кога Бог ни вели врати се назад? Да, врати се назад. И пробај повторно, вели Бог. Понизноста е првиот чекор, драги пријатели, во борбата против гревот. Ние, ако имаме нерасчистени односи еден со друг, со комши, со пријател, Бог ни вели врати се назад, подај му рака. И ти ќе бидеш мирен, и тој твој сосед со кој си можеби во недобри односи. Бог сака да ги решиме нашите односи. Бог сака да се вратиме назад. Бог сака да ја пружи својата рака и ние со Бога да ги расчистиме нашите сметки. И затоа Бог рекол: Адаме, каде си? Бог доаѓа прв, иако не е виновен. Но тој секојаш првиот чекор го прави. И затоа, еве го текстот. Тогаш Агара го нарече Господа кој зборуваше: ти си Ел Рои. Ел Рои значи Господ кој гледа. Господ гледа и преку зидот. Бог што гледа се. Зашто рече: пред себе го видов Бога и останав жив. Но знаете какви сме, жива останав. Знаете какви сме ние. Бог доаѓа кај нас, ги решава проблемите, а ние тоа не го приметуваме. И ќе си кажеме: чекај, кој ги реши проблемите? И кој ќе се видиме, само на Бога му го гледаме грбот. Зашто Бог не сака да се фали. Тој е тука поред нас, подготвен да ги реши твоите и моите проблеми. Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зарем нема да ни подари со него се? Бог е подготвен да ни подари се во милоста негова. Имаме прекрасен подарок. Бог го дава на сите нас. Исус Христос го напуштил небото и дошол на овој остров загаден со губа на гревот. Тој го положил својот живот како оној пастор што пред малку го спомнавме во Америка. Тој рекол: јас сум губав, јас сум сега дел од вас. И луѓето го прифатиле, многу полесно дишеле и сочувствувале со таквата личност. Благодата Божја е меѓународен јазик и секој ја разбира. Бидејќи доколку со престапувањето на еден завладела смртта преку едниот, дотолку повеќе они што го примија изобилието на благодатта и дарот на праведноста, ќе царуваат во животот преку еден, преку Исуса Христа. Пауло Коело запишал една приказна. Во неговата книга постои една приказна која вели: мудриот крал Јосиф побарал еднаш да го посети затворот кој се наоѓал во неговата палата. Одел од соба во соба, од затвореник до затвореник, ги прашувал зошто се наоѓаат во затворот, што направиле па да бидат затворени. Јас сум невин, рекол човекот кој бил оптужен за убиство. Овде сум затоа што сакав да ја уплашам својата жена, но случајно ја убив. Тоа бил негов изговор. Другиот вели: бев оптужен за земање на мито, но всушност само зедов подарок. Сите затвореници тврделе за себе дека се невини, дека неправедно дека се осудени. Освен едно младо момче, во последната келија влегол царот и го прашал: момче, зошто си ти затворен? А младиот рекол: господине, јас сум виновен. Го ранив својот брат додека се тепавме. Ги разочарав своите родители, своите пријатели и затоа заслужувам да бидам казнет. Ова место, овој затвор ме натера, ме поучи да се покајам и да сватам колку сум болка предизвикал на моите родители. А царот со појачен глас рекол: веднаш тргнете го овој криминалец од затворот. Овој ќе ги расипе сите останати потполно невини затвореници. Овој млад господин, ова момче признало
дека направил грев. Признал дека направил убиство и затоа царот рекол веднаш да го ослободете. Тој е вистинскиот кој се покајал и ја сватил тежината на своето дело. Некои читатели на Библијата мислат дека само Исус се спомнува во Новиот Завет. Некои мислат дека љубовта или благодата се спомнува само во Новиот Завет, не почитување. Библијата зборува дека и во Стариот Завет се спомнува благодата и во овој пример сега уште овие неколку минути што се пред нас ќе ги искористиме да го опишеме овој настан. Еве го текстот. Еден ден Давид праша: има ли уште некој преживеан од Сауловата куќа за да му направа милост заради Јонатана? Јонатан, за вас кои можеби не сте информирани, е син на Саул. Саул е веќе покоен. Тој е првиот Израилев цар. Јонатан е првиот најблизок пријател на Давида. Меѓутоа, и Јонатан ќе страда. Тој ќе има свој пород, своји деца. Сега на власт доаѓа Давид и тој се присетува и го прашува својот слуга, подоцна ќе го спомнеме неговото име, има ли некој жив од фамилијата на Јонатана? Ние често пати се соочуваме со искушение, кога ќе дојдеме на власт, забораваме се, и пријатели, и познаници, и дали е тоа вистина? Постои една изрека: дај му на човекот власт, па ќе видиш каков е неговиот карактер. Меѓутоа Давид не бил таков. Тој бил понизен цар. Тој се сеќава на својот најблизок пријател Јонатана. Има ли некој пород, некои деца од неговиот најблизок од Јонатана? И што се случува? Значи, тој не бара некој лице со високо образование или некој кој е достоен за благодата, туку прашува има ли некој. А зборот некој значи на периферија, некој спореден. И навистина Давид бил упорен и пронашол дека постои син, дека постои дете на Јонатана. А Сива е слуга на Давида, му одговори на царот: има уште Јонатанов син кој е хром на двете нозе. Тоа го кажал така понижувачки. Има царе, таму еден негов син. Меѓутоа тој е сакат, немој да се трудиш, немој да трошиш време, немој да мислиш на таква личност. Но Давид прашува: има ли уште некој син од Јонатана? Давид прашува: има ли некого? Одговорот е: има, но е хром на двете нозе. А Давид се интересира: каде е тој на двете нозе што е хром? Сакам веднаш да ми го донесете. И навистина царот бил упорен. А всушност, како дошло да ова дете биде хромо? Се случила трагедија во минатото. Слугинката која го чувала детето, едноставно под влијание на непријателската војска, кога дошла да ги поробува тие краеви, го зела детето во своји раце, трчала оваа жена, паднала, а тоа дете било малечко, ги повредило нозете и останало тоа дете едноставно сакато. Но сепак животот продолжил за тоа дете. Таму во некое село отишол, пораснало, формирало семејство, добил жена и своји деца. Едноставно, еве што пишува текстот. Царот го праша: каде е тој? А Сива му одговори на царот: е него во куќата на Махир, синот Амилов, во Лодевар. Тоа е едно село, да не кажем кое е зафрлено село во вашата општина, да не сакам да повредам никого, но некое таму село во Дженем, што ние велиме, кај што нема ни вода, ни струја, таму се едноставно снашол тоа момче, формирал семејство и таму живее. Зборот Ло на еврејски значи не, а Девар значи пасиште. Станува збор за напуштено, пусто место каде што се сокрил од гневниот цар. Таму живеел ова момче. Таму едноставно се стационирал. И замислете сега, Сауловиот син Јонатан имаше син хром на двете нозе. Нему му беа 5 години кога од Езраел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. Неговата гледачка го дигна, значи слугинката, го дигна и избега, но заради брзината на бегството детето падна и остана хромо. Името му беше Мефифостеј. Најдете во Библијата 2 Самуилова. Интересна е приказната, вистината е долга, јас сега ќе ја скратам ради времето. Мефифостеј е син на
Јонатана, хром на двете нозе. Меѓутоа, овде ќе се искаже вистинската благодат, вистинската милост на Давида кон ова момче. И што се случува? Давид наредува, веднаш војската отишла да го побара селото и самото име, односно самиот Мефибостеј. Замислете жената од Мефибостеј, приметува низ прозорецот како доаѓаат војници. Почнаа да се тресат, почнаа да се плашат. Што е сега? Што скривиле? Тие живеле секојаш во анонимност. Задзвонеле на вратата или затропале на вратата и рекле: дали е тука Мефибостеј? Да, тука е. Веднаш нека се приготви и царот го бара. Царот сака да го види. Замислите како се чувствувал овој човек Мефибостеј. Наистина, почитувани, Давид не сакал да се осветува. Иако Саул, неговиот дедо на Мефибостеј, бил прв непријател на Давида. Давид можел 100 пати да го убие Саула, но не сакал. Не сакал, зашто Давид имал почит кон царот свој, зашто самиот Бог го поставил Саула. И интересно, овде доаѓа Мефибостеј, влегува низ собата и застанува пред царот. Тогаш немало лични карти, немало пасоши за идентификација. Едноставно го прашува: ти ли си Мефибостеј? Да, господине, јас сум. Ја наведнал главата и чекал, со штаките одал и чекал главата да му биде отсечена. Тој мисли дека сега е крајот. Меѓутоа, еве Давид што вели. Кога Мефибостеј, синот Јонатанов, синот Саулов, дојде кај Давида, падна ничко ми се поклони, а Давид рече: Мефибостеју. Тој одговори: еве го твојот слуга. Читаме понатаму, а Давид му рече: не бој се, зашто приметил дека се плаши, се ниша неговото тело, иако потпре на тие штаки. Давид му вели: немој да се плашиш, сакам да ти искажам милост заради твојот татко Јонатан. Ке ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул. Богатството му го враќа, интересно. А ти секогаш ке јадеш хлеб на мојот стол. Очигледно Давид приготвил столче за семејството на Мефибостеја. Иако со штаки, иако отворен таму во општеството, сега ќе биде во центарот на вниманието. Во мигот кога клекнал пред царот, тој мисли дека сега е готово со неговиот живот. Но Бог прави чуда, драги мои. Бог прави превртница. Во овој смисол Давид го символизира Бога, кој не повикува нас и ни вели: дојди, сакам да ти го вратам името, сакам да ти го вратам имотот. Таму кај што Адем и Ева некогаш биле, Бог сака повторно да не врати во Едемската градина. Тоа е незаслужен дар, вели Светото писмо. Овој човек што го гледаме на сликава се вика Карл Менингер. Тој запишувал детали во Америка од големите војски, нивното патување, нивното движење. И еве што запишал во една прилика. Тој запишал како се движеле војниците во Америка, предводени од Томас Джеферсон, од југ кон север во Америка. Помеѓу другото, тој запишал дека стигнале до една река на која немало мост. Значи, доаѓат до река војска со коњи и сега треба да ја поминат реката на другата страна. Тука стоел еден просјак, еден обичен човек. Ги гледал како војниците се качуваат на коњите и ја поминуваат реката на другата страна. Кога најшол Джеферсон, кој во тоа време веќе бил и председател, просекот го погледнал и го прашал: господине, дали би сакали мене да ме префрлете на другата страна? Едноставно не се осудувал на другите војници тоа да им го каже. Се плашел. Но кога наминал овој господин Джеферсон, просекот си зел за право, се ослободил и рекол: господине, дали би сакали да ме префрлете на другата страна? Джеферсон климнал со главата и тој веднаш скокал од позади, скокнал, се качил на коњот и седнал позади него. Стигнале на другата страна, се заблагодарил просекот, слегнал и застанал тука поред другите војници. А еден од војниците тоа го пратил. Го прашал, односно го повикал и му рекол: господине, како си смеел да го прашаш председателот да те пренесе преку реката? Просекот од страв почнал да се тресе. И еве што кажал: јас не знаев дека е председател.
Но зошто токму него го праша да те пренесе на другата страна, а не мене, другите војници и така натаму? А просекот еве што одговорил: Господине, јас знам само едно. Знам дека на одредени луѓе на лицето им е испишено не, а на другите што? Да. Тој беше првиот човек на чии лице беше испишено да, и затоа го замолив. Тоа е искуството и на Мефифостеј, почитувани. Тоа е искуството и на ова момче, на овој човек со штаки во рацете, кој се криел да не биде убиен, но кога дознал Давид дека таму е синот на неговиот најблизок пријател Јонатан, веднаш го донеле и му ветил маса, односно стол за неговата маса, за неговата трпеза, да биде постоен гостин во неговото царство. Мефифостеј со ништо не можел да му возврати на доброто на царот. Тоа ниту го покушавал. Поред сите наши паѓања, Бог ја става својата рака на нашето раме и ни вели: ти си мој, те сакам таков како што си. Последна религиозна песна која вели: дојди таков како што си. Немој да се преправаш, немој да се шминкаш. Бог не знае од глава до пета какви сме. Тој вели: дојди. Се ќе направам да биде во ред. Бог овозможува на секој човек да се врати, да биде дел од неговото семејство. Мефифостеј, рековме, не можел да плати, не можел да се искупи, дури и не го пробал тоа. Само се заблагодарил и ја прифатил понудената рака. Исус вели: дојди таков каков што си, хендикипиран од гревот. И ние сме хендикипирани, и ние сме со своите штаки. Дојдете такви какви што сте. Исус ги шири своите раце и тој е подготвен да не прими во неговото царство. Исус е тоа лице, да, лице на Божјата благодат. Исус зборува, Бог зборува со јазикот на неговата благодат, со милоста и со љубовта. Дали ја прифатиме? Кој сака да ја прифати? Јас сакам. Благодарам. Господ ги гледа нашите срца, Господ ги чита нашите мисли и нека ги услиши нашите молитви, да се најдеме еден ден и ние за таа трпеза на новата земја, со Мефифостеј, со Давида и со плејада на херои, со плејада на патриарси и пророци, со тебе и со мене. Амин.